Добродојдовте во уште една нова епизода од нашиот подкаст. На наше огромно чест и задоволство, денешните гости работат во делот на безбедноста и здравието при работа, како една исклучително важна компонента од трудовото право. Денес со нас е госпоѓата Снежана Петковска, експерт во областа на БЗР и дел од Македонското здружение за заштита при работа, како и госпоѓа Грозданка Тилева, која е инспектор по безбедност и здравје при работа во рамките на Трудовиот инспекторат. Во оваа епизода ќе имате можност да слушнете многу работи поврзани со безбедноста и здравјето на работното место, но и за активностите и придонесот кој го има Македонското здружение за БЗР во креирањето на системот на безбедност и здравје при работа. Ке зборуваме за тоа колку е важно за секој од нас и од аспект на работници, но и како институции, да се обидеме да создадеме сигурна и здрава работна средина и тоа во секоја смисла на зборот. Добро дојдовте. Прво прашање. Која е Снежана Петковска? Дали може да ни кажете нешто за вас, вашето искуство во оваа област? Како одлучивте дека сакате да се занимавате токму со оваа проблематика? Најнапред, огромно чест и задоволство ми е што сум дел од овој подкаст, особено во промовирањето на оваа навистина од суштинско значење проблематика, како што е безбедност и здравјето при работа. Јас сум Снежана Јанкова Петковска, дипломирав на Универзитетот Свети Кирил и Методи на интердисциплинарните студии за заштита при работа при Машинскиот факултет и потоа, после одреден број на работно искуство, години на работно искуство, магистрирав на Универзитетот Гоце Делчев токму на оваа проблематика. Значи, својот кариерен развој го започнувам токму на споменатиот факултет. По завршувањето на студиите, почнувам со практично примена на стекнатото знаење, најпрво во Рударски институт Скопје за некаде 2009 година. Заедно со мојот сопруг, кој воедно ми е и колега и беше долгогодишен претседател на Македонското здружение за заштита при работа, да го формираме првиот овластен правен субјект од Министерот за труд и социјална политика Прогенс, кој што работи на полето на безбедност и здравје при работа и основен фокус му е токму тоа, на промоција, на извршување на стручни работи во делот на безбедност и здравје при работа, консултант за бројни компании во годините наназад, кои што делуваат во различни дејности, понатаму се од различен калибар, што би се рекло, од содомашен, странски капитал и така натака, а воедно сум и правител на компанијата. Освен тој, мој професионален ангажман, уште како студент, токму затоа ви поздравам вас, студентите кои што креирате овој подкаст. И јас како студент се вклучив уште тогаш во Здруженијето за заштита при работа на општините на град Скопје, тогаш така се нарекуваше, и континуирано давам свој допринос, во зависност од моето искуство со текот на годините, и сум дел од Македонското здружение за заштита при работа. Што ме натера, беше дел од прашањето. Завршив во гимназијата Кручагин и некако по дефолт се сметаше, тоа природно, и тогаш беше математичка информатичка гимназија, средно насочено образование до душа беше, и некако по дефолт требаше сите као да одиме на Машински, на електрофакултет или на природно-математичкиот факултет. Анализирајќи ги, студирајќи ги програмите што ги нудеа, најдов токму на програмата за тогаш заштита при работа, така се нарекуваше оваа област, оваа наука. И она што особено ми привлече внимание е, и си го поставив прашањето како јас можам да допринесам во заштитата на работниците, во креирањето на систем за безбедност и здравје при работа во Република Македонија уште во тоа време. И кога се замислив себе си на моја 50 годишна возраст, да речеме, од прилика после X години, се замислив баш во таа улога на чинител во оваа област, некој што континуирано со своето знање, умење, вештини ќе може да допринесува. Морам да кажам дека секојдневно се сретнувам со бројни предизвици, бидејќи станува збор безбедност и здравјето при работа една интердисциплинарна наука која што вклучува право, медицина, пред се инженерство, психологија,
менаџирање, и самото по себе кога набројав бројни науки кои што се инкорпорирани во безбедност и здравјето при работа и побарува познавање и имплементирање секојдневно во пракса, значи говори само по себе колку е ова навистина побарува посветеност, континуирано учење пред се, соработка со бројни институции, со бројни експерти од различни области и така натака. Секојдневно, значи, работам токму на тоа, на идентификација на ризици, на проектирање на превентивни мерки, на едукација. Во рамките исто на Македонското здружение се обидам да се вклучам во креирањето на политиките засновани лично пред се на моето практично искуство, затоа што сум легалист, али сум заложник да биде применлива се она што значи законска регулатива. Благодарам многу. Која е Грозданка Тилева? Дали може вие да ни кажете нешто повеќе за вас, за работата која што ја работите, како и за предизвиците со кои се соочувате на вашето работно место? Ево уште еднаш и ја да ве поздравам од мојата страна и од името на Државниот инспекторат за труд. Јас сум магистар Грозданка Тилева, помошник раководител на сектор за инспекцијски надзор од областа на безбедност и здравје при работа. Како за информација, контрола врз примената на трудовото законодавство го врши трудовата инспекција. Инаку трудова е така народно кажана, меѓутоа се вика Државен инспекторат за труд. Државниот инспекторат за труд е поделен на два сектора. Едниот е за работни односи, а другиот е за безбедност и здравје при работа. Во секторот работни односи се контролира Законот за работни односи, примената на Законот за работни односи од страна на работодавачите, Закон за вработување на странци, Закон за минимална плата, бројни закони, колективните договори и други акти на работодавачите. Инспекторите од областа на безбедност и здравје при работа, за жал, не се правници, се инженери по струка, и може да бидат електромашински, градежен, архитектура, заштита при работа и таков факултет. Постои самостоен невосклоп на машинскиот факултет. И истите вршат контрола врз примената на Законот за безбедност и здравје при работа и бројните подзаконски акти кои што произлегуваат од Законот за безбедност и здравје при работа. Јас 7 години, повеќе од 7 години, работев во градежната фирма Маврово, бев во оперативата и после 7 години дојдов во Државниот инспекторат за труд. Мојата кариера некако течеше од државен инспектор за труд, па потоа раководител на одделение, па еве ќе завршам мојата кариера, се надевам успешно, како помошник раководител на сектор на оваа област безбедност и здравје при работа. Што се моите предизвици што дојдов во оваа бранша, во ова мое занимање, е тоа дека како вработена во градежниот сектор се соочував со многу повреди при работа на градежни работници. Размислував како можам јас да им помогнам на тие работници и читав околу проблематиката тогаш заштита при работа, ме привлече проблематиката, посебно што можам јас како еден дел од тој систем за безбедност и здравје при работа да дадам свој придонес и дојдов во Државниот инспекторат за труд. Благодарам многу. Што представува МЗЗПР? Која е неговата улога и како им помага на работниците кои претрпеле повреда на работа? МЗЗПР е кратенка од Македонско здружение за заштита при работа. Ова е една невладина организација која што чии зачитоци се некаде 60-тите години од минатиот век, обстојувала под
различни имиња, да денеска нели е Македонско здружение за заштита при работа. Во оваа прилика сакам да се заблагодарам и посебно благодарност додадам на сите мои колеги кои што ја основале пред се, па ја одржале во живот за таа истата да биде афирмирана и препознатлива не само во Македонија, туку и надвор од Македонија. Самата организација, целта е промоција и подигнување на културата за безбедно работење преку едукација на чинителите на пазарот на трудот, преку истражувања и анализа на податоци, која е многу битна алатка на која треба да се темелат креирањето на наредните дни превентивни мерки, затоа што врз основа на се она што значи случајни повреди, извори, причини за нивно случување, може многу да се научи и да се креираат мерки за да не се случуваат истите во иднина. Понатака конекции со институции, значи лобирање, учество, давање свој придонес во креирање на законската легислатива, а и секако и поддршка на работниците на пазарот на трудот во Македонија. Како им помага во случај на, нели рековте, повреда при работа? Самиот начин на кој што функционира здружението во моментов не овозможува да има свој ангажиран правен застапник кој што директно би се нашол нели на располагање на повредени работници, но дефинитивно она што го правиме е поддршка, насочување, запознавање на повредените работници кои се јавуваат во нашите канцеларии, како да постапат во случај нели имаме ваква ситуација, односно повреда на работното место. Значи, кои се нивните права во поглед на пријавување на повредата, кои се нивните права во поглед на доместокот на нели финансиска компензација од страна на работодавачот, дури и во делот кој што не би завршил тука, што понатака им следи во поглед на нивна рехабилитација, повторно вклучување во процесот и така натака. Во насока, значи пред се здружението работи на превенција, на нели, како што реков, развивање на превентивната култура за безбедност и здравје при работа, па и од тука и сите активности што се насочени, особено беа во изминатиот период, беа насочени кон спроведување на проекти баш на кои дава практичен придонес значи во подобрувањето на условите за работа. Например, би споменала особено имплементацијата на ПЗР, подобрување на условите за работа во текстилна индустрија, кој што во бројни компании им помогнавме заедно со норвешката влада да компаниите воведат систем за климатизација, вентилација, велушкари на електричен погон, да не говорам за едукација и така натака. Значи, повеќе активностите се во насочени во тој дел да се запознае и пошироката јавност, значи да не се седи здружението само на комуникација помеѓу сопствените членови, туку ги афирмиравме токму медиумите, се со цел да се слуша за безбедност и здравјето при работа, не само кога за жал ќе ни се случат немили настани и тоа да биде нели вест на денот, туку да за безбедност и здравјето говориме континуирано, за да ни влезе буквално во подсвеста истата. Благодарам многу. Какви се капацитетите на инспекторатот во овој дел од квантитативен, но и до квалитативен аспект и дали може да одговори на потребите? Секогаш се малци инспектори, посебно кога ќе земеме во предвид дека има над 75.000 правни субјекти, а во Државниот инспекторат за труд на територија на Република Северна Македонија има 126 инспектори од двете области, од кои 46 се само за безбедност и здравје при работа. Тие се и неравномерно распоредени и се недоволни капацитетите. Закон за инспекцијски надзор и Закон за инспекција на трудот, секој работодавач треба да биде посетен од трудовата, така викам посетен, од трудовата инспекција, нарочно го потенцирав тоа посетен, минимум еднаш годишно. Зашто велам дека треба да се посети?
заради тоа што тој инспекцијски надзор, редовен инспекцијски надзор, представува превентивен надзор во кој што инспекторот согласно листа за проверка која што е објавена на веб страницата на Државниот инспекторат за труд, може и без да дојде инспектор да се само евалуира, односно да утврди колку е усогласен со законската регулатива од трудовото право. И од областа на работни односи, и од областа на безбедност и здравје при работа. Затоа викам, зошто секој работодавач треба да го посакува редовниот инспекцијски надзор. Заради тоа што во редовниот инспекцијски надзор нема санкции. Превентивно делува инспекцијата при редовниот инспекцијски надзор и за секој утврден недостаток дава решение за отстранување на недостатоците со одреден рок за постапување. Се надеваме во изминатиот период немаме прием на нови инспектори, се надеваме дека ние секогаш имаме потреба од повеќе, дека ова и наредната година ќе се зајакнат капацитетите, бидејќи старосната структура на инспекторатот е доста висока и секоја година имаме одлив на кадри во смисол ќе исполнуваат условите за пензионирање. Благодарам. Какви видови повреди најчесто се случуваат на работното место? Дали Македонија генерално има безбедни работни места и колку е превенцијата важна во однос на повредите на работните места? Видовите на повреди и кај нас и во светот генерално, статистиките покажуваат дека зависи од тоа во која индустрија, за која индустрија зборуваме, од степенот на применети мерки. Јас во принцип сум човек кој што не сакам да генерализирам и се да кажам дека одлучни или се е црно. Значи тука негде измеѓу сум, некои се одлучни, некои се добри, некои се подобри, значи има некоја градација. Пак ќе кажам се во зависност од степенот на применети мерки спред се согласно законската легислатива, која што не споменав чисто во Македонија за заштита при работа се говори, да речем, уште од минатиот век, но поинтензивно од 2007 година, кога е донесен законот за безбедност и здравје при работа, кој е усогласен со директивата 391/89, што е основната рамковна директива. Повредите најчесто се типот на мускулоскелетни заболувања, значи што ги среќаваме буквално во сите дејности, поврзани со подигање на товар, со неправилна положба на телото, така да тука се вклучени и тие кои што се изложени на статичен и на динамичен напор. Понатаму имаме лизгање, сопнување, најчесто заради неуреден работен простор. Понатаму повреди од електрична природа, пожари. Понатаму да не ги заборавиме се почестите, кои што можеби не се класифицираат класично како повреда на работа, али настани или повреди кои се случила, али ако анализираме малце подлабоко, ќе видиме дека има големо влијание и стресот на работното место или оно што го викаме од психолошка природа, кој што веќе се смета, би рекла, и индиректен причинител број 1 за настанување на повредите. Значи, има од различен карактер, ваката чисто како некој оквирно најголемиот број, да не зборуваме или за повреди поврзани со небезбедна употреба на небезбедна опрема за работа и така натака. Пат од висина, како најфатални повреди или во длабочина, независно кога имаме необезбедени услови за работа. И многу повеќе е прашањето зошто не се случуваат, за да стигнеме до тоа како да превенираме, односно и зашто е битна превенцијата, она што прашавте. Значи се случуваат многу често заради недостаток на обученост на вработените, непостоење на конкретни насоки за постапување во конкретна ситуација, не проценување на ризикот, на конкретниот ризик во конкретната ситуација. Многу често времето кое што е потребно да се превземат безбедносни мерки трае можеби подолго од од изведувањето на некоја работна задача која што би траела многу пократко, али е високо ризична, па се заобиколуваат истите. Понатаму немање на добра комуникација, непочитување пред се на законските прописи,
непознавање. Имаме ние над 90% микро и мали предпријатија, ако не грешам отприлика, ако не се 95%, и едноставно во тие компании каде што и одговорните лица се вклучени директно во реализацијата на процесот, едноставно немаат информација што треба да направат во овој домен. Наведов некој од нив, има уште многу, но од тука ги влечиме и препораките во поглед на превенцијата, значи едукација, да видиме дури заеднички како со сите чинители, јас секогаш говорам не трипартитен систем, туку четирипартитен систем, тука се државните институции, инспекторатот пред се и креирачите на политиките, правилници и така натака, синдикатите, организациите на работодавачите, но и самите здруженија, нели, како да направиме еден систем кој ќе биде достапен со информации за сите работодавачи, особено оваа бројка, нели, што ја споменав. Значи, информирање пред се. Понатака, кога веќе сме информирани, треба да го применуваме и да знаеме како тоа да го применуваме. Тоа значи дека треба да бидат консултирани лица кои што знаат што треба да направат. Обука на вработените, прегледи, се оно што побарува понатака Законот за безбедност и здравје, да не напоменувам. Разговор, неопходен е разговор со вработените. Го споменав стресот. Јас тука сега, бидејќи безбедност и здравјето не е само да го зачуваме физичкото, туку треба да го зачуваме и менталното здравје на вработените. Значи, се повеќе треба да размислуваме и на вклучувањето на таа психолошка поддршка на вработените, на работниците на работното место, бидејќи БЗР не се однесува и не обврска на работодавачот само за неговите редовно вработени, туку за сите ангажирани, било кој основ што ги ангажира лицата и слично. И пред се треба да се разбере која е придобивката од вградена безбедност и здравје при работа. Тоа што значи? Уште кога градиме објектот, треба да размислуваме кои стандарди треба да ги исполниме за кога објектот ќе го ставиме во функција. Колку лукси треба да ми осветлувањето, колку машини ќе ставам за да, или каква изолација или каква амортизација за да не ми се надминува дозволеното ниво на бучава и така натака. Значи, придобивките понатака од примената на превенцијата значат намален број на повреди, тоа само по себе значи намален број на трауми, оневозможување да се загрози имиџот на компанијата, бидејќи секоја повреда значи загрозување на имиџот, намалување на трошоци и во семејниот буџет на вработениот заради индиректните трошоци од непримената безбедност и здравје при работа. Многу е мало, кратко е времето за да све да се осврнеме. Се надевам ќе имаме некои други прилики така малце подетално да говориме, затоа што споменав на вистина е широка областа за која што говориме. Среќна, продуктивна, мотивирана работна сила, која што ќе биде проактивна, ќе дава предлози за безбедни решенија, значи ќе добиваме предлози од страна на работниците и така натака. Благодарам многу. Дали постојат случаи каде работодавачот не ја исполнил својата обврска за безбедност и здравје на работникот и покрај укажувањата на инспекторатот, и каква е постапката во тој случај? Така, согласно Законот за инспекцијски надзор, тој е најопштиот закон по кој што треба сите да постапуваат инспекторати и нормално и материјалните закони, Законот за работно односи, Закон за безбедност и здравје при работа. Секој инспектор, значи Законот за инспекцијски надзор е превентивен закон. Значи акцентот е ставен на превенцијата. Затоа, ќе се утврди недостаток кој одреден работодавач, му се дава прво решение со опомена, со одреден рок, да ги отстрани недостатоците. Доколку не ги отстрани, му се дава решение со наредба. Со исто така рок, во кој што треба да ги отстрани недостатоците. Доколку не ги отстрани недостатоците, во зададениот рок, дури тогаш, за секој прекршок се има одредено глоба, согласно материјалниот закон, глоба која што зависи од големината на правниот субјект, дали е микро, мал, среден или голем работодавач, и му се изрекува глоба со издавање на платни налози, и доколку платните налози ги плати работодавачот во рок од 8 дена, ќе плати 50% од
одредената глоба. Доколку во рок од 8 дена не ја плати ни таа глоба, тогаш се поднесува прекршочна пријава до надлежниот суд или за полесните прекршоци до прекршочната комисија на Министерството за економија и труд. Особено поздравувам што овој подкаст се одржува баш кога ни предстои Светскиот ден за безбедност и здравје при работа 28 април во организација на Меѓународна трудова организација, значи секоја година се одбележува. Во оваа година мотото на кампањата е улогата на вештачката интелигенција и дигитализацијата на работни места, бидејќи сме сведоци дека имаме промена веќе во тој дел, така да еви нашата држава се приклучува кон одбележувањето на Светскиот ден за безбедност и здравје при работа. Ви благодарам многу, ви благодарам за сите информации кои што ни ги дадовте и ви благодарам на вас што го гледавте овој подкаст. Се гледаме во наредно.